борба против корупцијата, владење на правото, функционална јавна администрација, дигитализација, зелена транзиција. Ова се дел од областите во кои Македонија мора да спроведе низа реформи за исполнување на реформската агенда на Европската Унија. Дел од законите веќе се донесени, а владата очекува до крајот на годината со зголемување на динамиката на работа да бидеме лидери во Западен Балкан по ова прашање. Од областа на правосудниот систем се работи на повеќе закони, меѓу кои законите за јавни обвинители и судски совет. Треба да се менува и кривичниот законник. Како што рече премиерот Христијан Мицкоски на брифингот со новинарите, главно се бара покачување на платите на судиите и обвинителите кои уживаат 2 од 100 доверба кај граѓаните. Законите кои треба да се донесат до крајот на годината се Закон за јавно обвинителство, Закон за судски совет, Закон за обвинителска служба, Закон за судска служба, Кривичниот законник и Законот за кривична постапка. Главното барање е зголемувањето на платите. Ке се направи компаративна анализа за да видиме колку земјите членки на Европската Унија одвојуваат од буџетот за овие намени. Не се согласуваме да има зголемување на примањата без основ. Го задолжиме Министерството за финансии да ја изработи оваа анализа. Во однос на буџетите, барањето е да се одвои 0,8% од бруто домашниот производ за судството и 0,5% за обвинителството. Според министерот за европски прашања Орхан Муртезани, кој го презентираше напредокот за спроведувањето на реформската агенда, собранието има важна улога во однос на спроведувањето на реформите и носењето на законите. Клучна е и координацијата со пратениците и министрите за во иднина да има уште позасилена динамика. Останатите чекори кои се уште не се исполнети се однесуваат на буџетските подзаконски акти, праведна транзиција и пополнување на позиции за суди и обвинители. За нив важи грейс период до декември 2026 година. На 15 јули 2025 година е поднесено второ барање за ослободување на средства за 16 чекори во 4 приоритетни области: енергетика, дигитализација, деловна средина и владење на правото. Од нив 9 се пријавени како целосно исполнети, 6 делумно, а 1 не е исполнет. Финансиската вредност на овие 16 чекори е 70,6 милиони евра, од кои 38,5 милиони евра се однесуваат на целосно исполнетите чекори вклучени во барањето. За чекорите кои се пријавени како исполнети тече рокот од 90 дена за оценка од Европската комисија. Според надлежните институции се очекува да се исполнат чекорите за управување со јавните финансии. Веќе има напредок кај реформата на јавната администрација. Донесени се Законот за административни службеници и Законот за работен однос во јавниот сектор. Како поголем предизвик останува Законот за организација на државната управа. Според премиерот Мицкоски, важно е Македонија да биде подготвена и да ги заврши домашните задачи, но паралелно се работи и на откочување на процесот поради билатералниот спор со Бугарија. Тој очекува во текот на следната година да се подобрат односите и да има позасилена динамика во однос на изнаоѓање решение кое ќе биде прифатливо за двете страни.